Нагорни проекции за македонската економија. Европската банка за обнова и развој предвидува 3% раст за оваа и 2026 година. Во најновиот есенски извештај на банката стојат проекции кои се за 0,4, односно 0,3% поголеми споредено со прогнозата од мај. Банката очекува растот да го потикнат силната домашна побарувачка и забрзаното извршување на јавни инвестициски проекти, особено изградбата на автопатски делници долж коридорите 8 и 10. Се очекува потрошувачката на домакинствата да остане стабилна, поддржана од зголемувањето на реалните плати и повисоките владени трансфери. Ризиците за економските перспективи произлегуваат од ограничениот фискален капацитет и надворешната нестабилност, особено поради структурните прилагодувања во европската автомобилска индустрија и зголемената глобална неизвестност. ЕБОР наведува дека Македонија забележала подобри резултати од очекуваните во првиот квартал од 2025 година со силни перформанси во градежништвото и зголемени инвестиции во јавниот и приватниот сектор. Инаку според државната статистика, реалниот БДП порасна за 3% во првиот и 3,4% во вториот квартал. Во овој период, потрошувачката на домакинствата беше поддржана од зголемувањето на приходите и ублажувањето на инфлацијата, додека изградбата на патиштата ги зајакна инвестициите. Изводот се опорави во првата половина од 2025 година по намалените извозни перформанси во претходната година. По отстранувањето на ограничувањата на мрежата на профит за одредени основни производи, инфлацијата се искачи на 4,8% од јули пред да се намали на 4,4% во август. ЕБОР нотира дека фискалната политика останува експанзивна, а владата се обврзала да го сведе буџетскиот дефицит на 4% од БДП. Банката посочува дека растот во регионот на Западниот Балкан забавило 3,6% лани на 2,4% во првите 6 месеци годинава. Според ЕБОР, највисок раст годинава во регионот ќе има Косово од 3,9%, Албанија од 3,5%, Црна Гора од 2,6%, Србија 2,5%, а најнизок Босна и Херцеговина од 2,2%. Најголеми ризици врз економиите остануваат геополитичките тензии поради американските царини и конкуренцијата од Кина.